Екипата на Бекстејдж денес во друштво на Илчо од Дупер, едната половина од ова прекрасно и квалитетно дуо кое што жари и пали на просториве во последно време. Така е, да, воопшто не е смешно, ова е сериозна работа. Работите и тоа народот го гледа, публиката го препознава и ве наградува со присуство на концертите, со прегледи на YouTube, на сето она што го објавувате. Добре дојде во Бекстејдж. Добро ве најдов, фала ви на поканата. Денес малку ќе зборуваме на теми надвор од музиката, да те запознаеме малку подобро. Кажи ми како се чувствуваш неколку минути пред да излезеш на сцена и воопшто денот пред поголем музички настан, односно концерт да речеме, дали имаш некои ритуали? Па немам некои конкретни ритуали, обично те фаќа паника, те фаќа сафра пред да излезеш и во тие моменти баш пред да почнеме да свириме, ти се излегува само пред луѓето, затоа што и они те чекаат и ти едва чекаш да ги видиш и така некако. Илчо, кажи ми дали во моментов можеш да се сетиш на момент од твојата кариера кој што бил најемотивен и од друга страна на момент кој што бил најстресен за тебе? Па генерално постојано е стресно затоа што се трудиме да правиме нови работи и да излегуваме од себе и мислам дека да си активен и да си цело време креативен е доволен стрес за секој што сака да биде артист тука кај нас. Поради тоа што се бара и активност, се бара и посветеноста и нели некој на крај ниво на, да речеме, квалитет кој што ќе биде минимум за нас задоволен. И не дека е тоа и некој лош стрес, но постојано си под некој притисок дека треба да исполниш нешто. Како се справуваш со критики? Дали те мотивираат да одиш напред или те враќаат назад, односно те погодуваат на некој начин? Не знам, јас се воздржувам да критикувам други луѓе, освен кога коментирам со моите најблиски. Инаку мислам дека во главно имаат негативно влијание и се трудам да не ги многу ставам во глава, заради тоа што никогаш не можеш да бидеш за сите совршен, така што мислам дека е доволно да си задоволен со тоа што го правиш сами од себе, пошто само одлекување на внимание е инаку. Како стоиш по прашањето срце или разум во оние моменти кога носиш важни одлуки во животот? Дали срцето или разумот кај тебе преовладува за да ја донесеш одлуката? Зависи од каква одлука се работи, не знам, не сум сигурен. Претпоставам дека е некоја соработка меѓу двете, не може да биде или едното или другото. Кога е кариера во прашање е поинаку, а кога е љубов, на пример, избор на љубов на партнер, веројатно е поинаку. Не, исто е. Да, исто. Ова е интересен одговор, добро, да. но ценам искреност. Која е најголемата заблуда, кажи ми, која што луѓето ја имаат за тебе како јавна личност, а ти знаеш дека тоа не е така? Појма не. Мислам дека можеби на прво изгледам дека сум многу препотентен, валјда да нешто така арогантен, ама не сум, само некогаш ми е досадно. Добро. Што никогаш во животот не би прифатил без разлика на цената? Колку и да ти извадат на маса сега да ти платат, едноставно нема цена со што може да ти го платат тоа нешто. Па не знам, некој паѓачосување, валјда, нешто што не ми стои, нешто што не ми се допаѓа. Мислам, има еден момент кај што нема доволно пари што треба да ги прифатиш за да се продаеш сам себе. Мислам дека нема бегање од тоа. Дали постои дел од твојот карактер кој што радо би го сменил кога би имал моќ, но не можеш да го смениш, а те нервира? Па не знам, некојаш знам да бидам минает или да бидам многу мрзелив. Тие две работи ми сметаат кај себе. Тоа можеби би го сменил. За други работи, сигурно има и други работи, ама ова ми текна на почеток. Кои особини треба да ги поседува човек за да биде пријател на Илчо? Што цениш кај луѓето како карактерна особина? Не знам, хумор треба да биде на некое задоволително ниво, лојалност нормално. Некои комуникацијски способности основни, нели? Како скилс сега ги наведуваме како во CV. Па да, така малце роботски звучи, ама тие се некои работи што треба поприродно, нели, да дојдат, само што ако ги набројуваме вака би звучало, да. И нормално желба за дружење. Кажи ми дали според тебе естрадата е искрена или пак е полна со лицемерие и каде ти стоиш во оваа приказна? Не знам, не се дружам со премногу членови на естрадата, Борис ми е единствен другар од естрадата, така што со него сум задоволен. Ме интересира што Илчо го прави вистински среќен во оној момент кога ќе се изгаснат рефлекторите, во што уживаш?
Во многу работи, али генерално слобода, кога можам да правам што сакам и со кого сакам. Време ми треба секогаш фали време, нели? Кога го имам да изберам што сакам да правам, кога сакам, тоа би било идеално. Кажи ми, кој момент во твојот живот сметаш дека те обликуваше како личност? Дали постои таков момент каде што си имал некаков пресек и од тој момент наваму не си веќе истиот човек? Па мислам дека имавме многу моменти и како посебни индивидуи, да речам, а и заедно со Борис, заради тоа што влеговме во нешто што не знаевме како се прави и како се случуваат сите работи околу нас. Да. Така што на некој природен начин се развивме и ние како луѓе и како самата врска се стана поинаква. Нашата врска еволуира цело време, нели? Не знам дали некогаш ќе успееме да имаме некоја финална добра верзија од сами себе, ама сега за сега добро оди, не знам, ми се свија како се движи. Дали ти лично повеќе веруваш во судбина или во личен избор? Можеме да ги контролираме работите или ни се на некој начин предодредени некако? Па интересно звучи да веруваш во судбина. Од друга страна, па тапа е да не можеш да избираш сам некои работи. Мислам дека и двете се исто пак преплетени. Имаш избор да видиш што судбина ќе ти се падне на крај, така што мислам дека е пак негде измеѓу и тоа. И за крај ме интересира како стоиш со простувањето во животот, дали простувањето за тебе е сила или пак е слабост на еден човек? Не го гледам никако сила, никако слабост, мислам дека е нешто што мора да се случи, ако ништо друго за сам себе да ти биде полесно. Сум се наоѓал во ситуација кај што ми стоело како отворена папка тоа прашање кое што не сум можел да го решам во глава и едноставно ако си простиш и на сам себе и на тој што ти сгрешил или каква и да е, нели, динамиката е полесно затоа што завршува и се прекинува се тоа и не те мачи веќе. Барем мене ми помага тоа. Се не знам дали е кај секого исто, ама не го гледам како слабост секако. Можеби е некоја сила што треба да најдеш во себе за да го направиш тоа. Ти благодарам многу што денес пред објективот на Backstage беше сурово искрен и го цениме тоа. Ви благодарам на поканата.